Си бил Стојанче Ангелов и куче. Лага човеков лудница. Миро Кацаров. Оне лечица. Абе, гараки, шо прежу? Колку не го очекуjem. Бомбакис. Ова не е виц. Здраво живо, добре ми дојдовте во уште една виц битка. Денешен мој гостин или мој противник е човекот што кога прв пат го запознав, ми се пофали дека тој работи тур менаџер. Реално мислев дека тоа е некоја голема функција, се додека не сватив дека он уствари им ги носи куферите на Двабона, на Сладкар, на Криско и така натаму. Дојден сум овдека и сега демек треба да го ростам Стефан. Моите спонзори или спонзорите на ова шоу, Baking Bread, прво му понудија и него соработка, меѓутоа тој не сакаше пари, им понуди компензација. После еден месец сватија дека не можат да постасаат. Шо е да го ростам, зашо да го ростам? Шо демек има нешто направено па да го ростам? Што 100 и нешто илјади следбеници, 2-300 представи глумел. Па да се згнам месец и пол кај. Потпиша договор со и другите спонзори на ова шоу, со Ананас. Меѓутоа кога свати дека не продаваат храна, се откажа. Стефан вика дека тренирал кикбокс. Шо бил таму, вреќата или шо ги смеал за место стомачни да прават на крај? Сите многу добро знаат дека кај моите спонзори Моцарт сите имаат среќа. Но и таму, во тие кругови, постои една стара древна поговорка. Подобро да ти падне тикетот, отколку Томски да ти падне на нога. Дојдов кај еден од првите јутјубери кај нас, Стефанаторче. Или, чекај, ти беше врска со джипи или кој? Томски кога одлучи да биде на диета, влезе во Нептун и побара да си купи вага. Господинот го услужи фино и му кажа: "Извини, не продаваме сточни ваги." Не, извини. Стефанаторче од Велесе, овој, добро. Дами и господа, човекот што е толку многу голем што едно презиме не го собира. Томислав Стаменковски Тофиловски, мојот денешен противник. Правилата се лесни и јасни, затоа не ги кажувам. Играме до 3. Нека победи посмешниот. Ајде, акција. Чекај, лаве. Ако барем еднаш си се насмеал на досегашните виц битки, стисни лайк, шер и сабскрајб. 3 секунди. Ајде, добре ми дојде. Добре те најдов. Не знам дали добро ме најде. Брат, прв пат мислам дека имам трема кога снимам, види. Не си јаден, бе. Еј, стварно, немам јаден. Слушај се. Да почнеме. Прво ти или прво ја? Ја. Добро, извини. Вака малку да го тргнам, вака малку на страна да се гледа дали може. се... Си бил Стојанче Ангелов и куче. И одат у шумата Стојанче Ангелов, пошто сака да се пентери по шуми, да се шета, и зима едно топче и му го фрла. И му вика: "Врати го вам." Куче му го враќа. И па го фрла, па му го враќа. Третиот пат го фрла, куче го снемува. И го нема. Го нема саат, 2, 3, 4, Стојанче почне да плаче, му го нема кучето. И по 5 сати кучево се враќа. И му вика: "Добро бе, кај беше волку време?" И кучево му вика: Добар е, ама не е толку добар. Добар. "Многу е лош." Добар. Гавранов си седнал, запалил еден на токав. Ама брат го тегне, уста му се топи, брат. Како да ти објаснам? И врапчева тука. Абе, гараки, шо прежу? Раки може. Ба како не? Уста, ајде, нема врска. Така малски. Добро мислела, па. Малски, И му вика: "Бе, граки, шо прежу? Шема. Бе, брат, че си пушам муслиме на рад." Вика: "Абе, знаеш, од увек ја те гледам таму на највисоките гранки, си пушиш, многу ти убаво, после леташ, сухои, брат. Дај да пробам ја." "Абе, бегај малечко си." "Абе, дај да пробам, дај, на никој нема да кажу." Вика: "Слушај, имаш пушено некаде?" "Не, никад, кажи ми. Вика: "Слушај, зимаш 3 дима. Држиш. Пушташ. И врапчо. Нито. Како бе, нито бе? Уште 3 дима. Нито.
Како бе нито бе, јас се скршим, не можам да стојам на гранкава, како нито. Ај уште 3 дима. Абе нито бе, како бе, абе нито ни клонче, ни крилце, ни ноде, нито не осеќам вика. Бе. Оди лечи се. Влегува деле со Паркинсова болест у јавна куќа. И се тресе цел и вика, дајте ми 5 курви. И Деле вика, каде бе, полека малце, вика, не, дајте ми 5 курви, ке си платам. Добро, вика, ајде, ке ти дајме 5 курви, ајде. Си плаќа, се качува горе. Шо се чуда да дзирнат, вика, шо ќе правиш со 5 курви, вика. И он натре, вика, ти, вика, дече, фати ме, вика, за едната рака. Ти, дече, фати ме за другата. Ти, вика, фати ме за ногата, ти за другата нога. Ај сега ти пета петата, вика, поднапучи се. И го бутна и вика, пуштај! Јак е. Лага човек лудница. Така. Така. И го прашуваат, кој си ти? Бомбакис. И вика, па добро, имаме тука суди, креват, картони, мафтат со картони. Не, ја инфлуенсер сум. Зеле колку не го очекувам. Зеле колку не го очекувам. Претераш. Претер. Поздрав комшија. Не. Зима еден тип да е жена од Чернобил. Го знам. Ја со влеко ја гледа 3 цицки. Шо е ова 3 цицки? Вика, ајде бе, ако сакаш лижи, ако не, пуши ми ухо. Ми го удри вицот. Го знаем дека иде тој, за тоа ти го се. Нели беше кај мене у ова сладокуци шоу, така? Да. И Штипјани, вие имаат украдено пастрамајлијата, така? Да. Значи пастрамајлијата е фейк. Така? Нивната е фейк. Да. Што друго е фейк у Штип? Освен пастрамајлијата. Не знам. Миро Кацаров. Не е добро. Ова не е виц. Чекај, ама требаше да ростаме други или тебе да те ростаме? Си било дете нервозно и не може да реши дома математика и влегува татко му и му вика, кажи бе сине, вика, ќе ти помогнам, вика. Абе тато, види ја задачава, вика сега, значи, вика, Трајчо имал 7 јаболка. 2 јаболка му земал комшијата, сестра му донела уште 4, после тоа ги поделил со брат му на 2, дошол другиот комшија му додал уште 14 јаболка и после му украле 5. Колку јаболка има сега Трајчо? Татко му гледа вака. Трајчо. Баш Трајчо.